се распрчкавме низ светот. Секој отидовме на различна страна, некој од нив завршија во Америка, други на земјите во Европа. И едноставно криво ти е дека она друштво кое што се направило, тие пријатели кои што ги имаш сега, кои што ќе ти останат цел живот пријатели, за жал сепак се уште веќе не се тука поради X број причини, а горото тоа е незадоволството од животот во Македонија. Си реков, морам да пробам можеби нешто и малце поголемо, малце поимпактно, за да не остане прашањето what if. Што ако? Морам да не се согласам со тоа. Не би ти рекол дека твојата бунтовност треба да изразиш по тоа што ќе одиш во сел. Ти си екосвесен човек. Имаш многу истражувано на темата. Знаеш кои се реалните промени што треба да се случат. Оди на место каде што можеш да ги направиш тие промени. Искачи се по скалилата до оние позиции каде што се носат одлуки да можеш да ги направиш. Замисли да си ти следниот CEO на Coca-Cola во светот, што знаеме дека произведува огромен број на пластик. Со твоето знаење ти ќе можеш да ги промениш навиките на таа фирма. Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор ProCredit банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Sunnylands и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Дали твојата банка го гледа светот на ист начин како и ти? На мојата банка и е важна природата, а и мене исто така. Сака и сонце. Многу сонце. За мојата банка секој почеток е важен. Заедно одиме напред. Веруваме дека тоа што го правиме сега треба да биде добро и за иднината. И наместо да трошиме веднаш и повеќе, да планираме мудро и долгорочно. Со мојата банка 20 години го гледаме светот на ист начин. ProCredit банка. Пример за одговорност. Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на подкастот Yes for Less. Денешниот гостин е една личност која верувам на многумина од вас веќе ви е позната, бидејќи навистина го има насекаде и јас навистина се чудам како постигнува се. Оваа личност има многу титули позади себе, меѓутоа моментално ќе спомнам само една, онаа последната, односно дека тој неодамна беше избран за еден од 50 највлијателни личности во 2023 во регионот Адрија од страна на платформата за бизнис вести Bloomberg. Меѓутоа, она што ме фасцинира мене за оваа личност, не се сите тие титули, туку фактот дека пред неколку години тој се врати од Холандија во Македонија, меѓу другото, и за да работи на подобрување на ситуацијата со животната средина тука во нашата земја. Горијан, здраво. Здраво, Кате. Фала на покана. Многу ми е мило што си тука. Јас и ти се запознавме за прв пат во август на првата дружба со нашата екозаедница Yes for Less. Претходно секако дека те знаев и со Сара те пратевме и те следевме подолго време. Потоа се видовме на уште неколку настани. Бевме заедно ментори на Climate Tono тука во Скопје, на Startup Weekend и слично. И исто така во септември јас бев на презентацијата на Earth Care, од како се вративте од програмата Techstars во Берлин. И беше една преубава презентација, мило ми е што слушнав приказната во детаљ и се надевам дека денес ќе им раскажеме барем дел и на гледачите, можеби нешто што го немаш споделено во други интервјуа. И
денес нели ќе позборуваме за повеќе теми. Јас ја завршив домашната задача, изгледав некои твои интервјуа, некои ги имав гледано од претходно, така што избрав некои теми што мислам дека може би, имаш зборувано претходно, меѓутоа може би не во деталите во кои јас сакам да навлеземе. Така што сигурно ќе ни биде интересно. Јас сум возбудена да видам што ново ќе откриам за тебе. Се сложувам исто и тука сум да споделам. Целата идеја е колку што можеш повеќе знаење да споделиш кон другите, на тој начин ете еден од методите на подобрување на заедницата е споделување на оно што може би сме го научиле, посебно надвор од границите на Македонија. Да, баш тоа е една од идеите на подкастов, да собереме личности кои работат во областа на животната средина и може да бидат инспиративни за другите, да се вклучат во акција. Јас ќе започнам со една тема која моментално е актуелна и за мене, а тоа е враќањето во Македонија, бидејќи моментално размислувам и јас може би да се вратам тука. Не знам пред колку години точно ти се врати. Имам слушано нешто за тоа, меѓутоа нели ти отиде таму да студираш, потоа се вработи во Booking, па би сакала накратко да ми раскажеш како ти се снајде таму и како дојде до моментот да решиш да се вратиш тука. Види, патувањето надвор, тоест преселбата во Холандија, мислам дека беше некако гледав тогаш како логичен следен чекор. Завршив моето додипломско образование на Финки и следниот чекор беше дека треба да се оди на мастер студии. Така некако на сите тогаш ни беше моментот дека тоа е нештото кое што треба да се случи и се размислував каде. Со еден од моите најдобри другари Димитар, што заедно 4 години студиравме на Финки, гледавме можни факултети, дали Германија, Холандија, Италија. И некако Холандија беше нештото на кој што ја завршив како мој избор, посебно зашто ми доделија и стипендија, за да може да ги покријам барем трошоците за студии, кои што за non-EU граѓани кошта 6 пати повеќе отколку за граѓани на Европската унија. Да, мислам дека тоа е многу битно. Јас исто така заминав со стипендија, што целосно ми покриваше се и не знам еве дали би се решила да заминам доколку го немав тоа дефинитивно. Мислам дека за многу луѓе круцијален чекор, да. Битна е таа помош што добиваме и мислам мене ми беше драго што факултетот во Холандија, универзитетот на Амстердам, поточно се сложи да ми помогне да присуствувам на нивните магистерски студии како софтверски инженер. Така што една година поминав тамо како студент, ново искуство за мене, посебно бидејќи јас тоа велам студентите од Скопје не го искусуваат оној правилен студентски живот, бидејќи сепак се уште си во сопствениот град, се уште си дома, и ми фалеше мене тоа искуство. Така што би го приушти токму тоа Холандија, за веднаш после тоа да почнам да работам во Booking. Одма на крајот на студиите, добив понуда за интервју, од понуда за интервју, понуда за работа и продолжив цело време да напредувам во кариерата тамо како софтверски инженер, па тим лидер, па понатаму неколку тима водев. Колку време беше вкупно таму? Во Холандија бев 4 години, од кои што 3 ги поминав во Booking. Но некако веќе на крајот ми пукна филм. Искрено ми пукна филм. Од една страна времето те утепува, дождот, сивилото, тоа што многу рано се стемнува во време на зима. Да. А од порано друга тука? Да. Порано за зима се стемнува многу порано од тука, а во лето многу покасно. Така што амплитудите на, да речеме, стемнувањето и разденувањето се многу поизразити тамо, отколку што тука, ама па климата е многу помалку изразена него тука. Зимите не им се многу ладни, летата не им се многу топли. Ние па обратното го имаме. Но многу фактори придонесоа до одлуката да сакам да се вратам назад. Ми фалеше друштвото, социјалниот живот, храната, родителите и пријателите, фамилијата. И некако со тек на време се собираше и ми пукна еднаш. Филм ми реков Горијан, добро, па што те држи овде? Кам не си среќен во моментов. Нит имаш тука куќа што те држи, нит имаш тука не знам семејство што те држи, фамилија, нит партнерка, ништо.
И едноставно реков во ред, па мислам покрај друштвото што го имав таму и Димитар што секако ми е како my best friend husband го викам. Покрај него другите едноставно работи многу ми фале од Македонија и како дојдов до ситуација да решам во ред ќе се вратам назад. Смешното е трагикомично е дека се случи токму во март 2020 година кога и целиот свет доживеа сериозна промена од тоа што беше нормално тогаш. Ти се врати пред корона или откако настана? Јас се вратив 7 дена пред да затворат аеродромите во Скопје. Значи, иако беше тоа планирано 6 месеци уназад, комплетно пред од корона да постои, морав да враќам авиокарти наназад, зашто се плашев токму дека ќе затворат аеродромите. Во најголемиот хаос се сеќавам, летав со авион, тогаш и ракавици носевме сите, зашто не знаевме ковидот како се пренесува. Немаше тие латекс ракавици од аптеки и летав во авион, се сеќавам, со ски ракавици. Огромните за на скијање, големи, така зимски ракавици, седиме сите во авион преплачени зашто не знаеме што е ова. Користевме, нели, доколку немаше маски. Снаđи се па живи. Мене ми се погоди чиста среќа зашто за загадувањето толку време работам, да имам екстра маски дома. И кога настана пандемијата, јас веќе бев спремен зашто ги имав тие N95 маски дома и можев да ги носам. Така што тогаш беше критичниот период на преселба. Добро. Сега ти реши да се вратиш, нели, кажа дека веќе 6 месеци, кога си се пресели веќе пред 6 месеци си имал донесено одлуката. Дали имаше план што ќе правиш кога ќе дојдеш тука? Знам дека тогаш беше активен со AirCare, нели AirCare постои од 2015, ако не се лажам. Не знам дали дур беше во Холандија, работеше константно или имаше периоди на пауза. Меѓутоа, што ти беше планот после враќањето, или си дојде и рече, па добро, ќе дојдам и ќе дознам што ќе правам? Не, напротив, една од идеите мене ми беше, бидејќи толку време, ја кажам како да било огромен период, тие 3 години кои што бев во Booking, поискусив оној корпорацијски живот, и сватив дека може во тој момент не е нешто кое што јас го посакувам. А во исто време, бидејќи после работев на AirCare, ја развив апликацијата, почна да носи стабилен приход секој месец, сватив дека јас можам од тој приход барем привремено да живеам. И тоа беше една од олеснителните околности поради која што јас решив да се преселам назад, бидејќи знав дека ќе имам некаков си стабилен приход на средства и ќе можам да фултајм да се посветам на развивање на апликацијата и на платформата, наместо да барам работа повторно кога ќе се вратам назад. Да. Предпоставам дека си можел да работиш во било која компанија што ќе посакаш, меѓутоа гледам дека тоа не ти била идејата, него идејата ти била да продолжиш да работиш со целосно работно време на AirCare. Предприемништвото беше тоа што од секогаш ме влечеше и ми се пружи шанса да можам да го пробам директно. Затоа не решив да се впуштам во потрага на работа на пазарот на работа туку да се фокусирам исклучиво на градење на платформата, градење на апликацијата и незиниот опсег надвор од границите на Македонија или на Балканот. Мислам дека тогаш бевме исклучиво на Балканот, ако не се грешам, така да не беше се уште доразвиена до оној потенцијал што е денес. Да. Скоро те разбирам и мене истото ми се случува, нели, јас дадов отказ пред 1 година од прилика и всушност требаше да завршиме нешто со Yes4Less, да ја пуштиме веб страната и после си барам работа нова по струка, меѓутоа here I am 1 year later. Што е супер. И баш едно од нештата што ме мотивира и како што кажа ти, Ептен, се пронајдов во предприемништвото и особено затоа што Yes4Less таргетира публика од тука, тоа ме мотивира. Некако многу е поблиску кога си блиску до твојата... Подобро е кога си блиску до твојата таргет публика. Сега со AirCare, нели, ти пак почна од македонска публика, меѓутоа потоа и се расшири, меѓутоа верувам дека ти значело што си тука, од каде што се почнало и првата поддршка што си ја добил за, нели, самата апликација била токму од тука. На едно твое интервју слушнав дека додека си бил во Booking, си пробал
да се вклучиш во некои зелени проекти за одржливост, меѓутоа било неуспешно. Дали ме интересираше дали мислиш дека доколку си пронашол можност таму, еве конкретно во Booking да работиш на некој зелен проект, би ти се променила одлуката или не беше круцијално? Мислам, секако не може да знаеш како би се одвивало сето тоа. Точно. А меѓутоа, дали тоа ти беше една од клучните точки да работиш на нешто поврзано со животната средина? Види, во Booking кога ова беше веќе при крајот, мислам последната година, кога искрено ми издосади. Ми издосади од монотоноста на работата, ми издосади од проектите кои што ги работе, веќе едното исто стана репетитивно, се осеќам како еден делче од системот кој што дали си таму или не си таму, не знаеш ни дали ќе направи реална промена. И со неколку луѓе од Booking се обидовме да направиме иницијативи каде што баравме можност за зелен импакт, за зголемување на зелениот импакт во сам огромна фирма е Booking, што значи дека може да има и многу голем импакт. Да. Размислувавме на да обележиме кои хотели се еко-сертифицирани. Па да имаш филтер таму кога пребараш хотели еко-сертифицирани, па само ова сега такви. го има тоа. Ако го вратиле. Ливчиња 5 и добиваш од 1 до 5 ливчиња, нешто така имам видено. Значи вратиле можеби. Тогаш зашто тоа беше еден од проектите што се обидувавме да го заживееме, но едноставно во тој момент барем целта на Booking беше што е можно повеќе резервации. Тоа беше исклучиво бројката која што се гледаше тогаш. И доколку која било промена или експеримент не допридонесе зголемување на бројот на резервации во еден ден, едноставно се сметаше за непотребен и се повлекуваше. Иако некогаш треба време, треба едукација, има поента на некои такви експерименти, полого време да траат наместо да се прекинат веднаш после недела или две, доколку нема позитивен импакт на бројот на резервации. Така што во тој момент ја се обидував да направам нешто и можеби доколку успееше, можеби доколку направивме некакво зелено движење, ќе имаше минимален импакт, да речам, на мојата одлука, но на крајот на денот многу други работи да, не беше влијаја. само тоа. Точно. Така што не верувам дека и дури да успееше тоа ќе беше заклучено кај Горијан седи тука. Можеби ќе си сега. останал уште неколку месеци Така. да се залажеш. Така, да проработи нештото, но најверојатно повторно ќе сум се вратил. Колку еве по проценти, да го може некако да го ставиш, колку посто би рекол дека во твојата одлука влијаеше твојата желба да промениш нешто тука? Нели спомна повеќе работи, фамилија, другари и слично. Дали ова, како што сватив, беше една од... Точно, види, 1/3, мислам дека можам да речам, дека беше и желбата да променам нешто тука, бидејќи од една страна многу ми беше криво. Тоа друштво, тие пријатели кои што се создадовме за време на додипломските студии тука, се распрчкавме низ светот. Секој отидовме на различна страна, некој од нив завршија во Америка, други низ земјите во Европа. И едноставно криво ти е дека она друштво кое што се направило, тие пријатели кои што ги имаш сега, кои што ќе ти останат цел живот пријатели, за жал сепак се уште веќе не се тука поради X број причини, а горото тоа е незадоволството од животот во Македонија. И си реков, знаеш што, секогаш сум сакал и секогаш сум се обидувал тука да направам некаква промена, дали преку активизмот кој што бил претходно, дали преку хуманитарни акции. И си реков, морам да пробам можеби нешто и малце поголемо, малце поимпактно, за да не остане прашањето what if. Што ако беше и цел живот да останам таму и да си велам што ако дојдов, дали ќе беше некако различен приказнат. Се уште бев доволно млад за да си имам слободата да го правам тоа, да експериментирам на некој начин. И така што и тоа беше прилично голем, играше прилично голем удел во мојата одлука да се вратам во Македонија. Да. Скроз те разбирам, јас имам слична ситуација, имав две друштва, едното од средно училиште, едното од факултет, поточно една студентска организација, и мислам дека само една личност има што моментално живее од 8 луѓе, што живее се уште тука. Тоест две има, меѓутоа едната за 2 недели оди во Холандија. Те сите во Холандија ги однесов. И малце чудно е кога размислуваш нели да се вратиш тука, нели се враќаш во место кај што порано си имал друштво, меѓутоа сваќаш дека веќе го нема.
Меѓутоа, мислам дека потајно се надеваш дека, еве, барем јас ако придонесам за некоја позитивна промена, можеби некој ќе се мотивира и тоа што, нели, ако имаш повеќе причини, Точно. секој пријател што веќе си го имал, доколку живее тука, за мене плюс мотивација. Сите тие 8 личности што мене ми се, да речам, најдобри другари и другарки да беа тука, мислам дека до сега ќе бе вратена, така што некако едно си повлекува и друго. Види, животот надвор не е лесен. Сите имаме таа мисконцепција дека ќе се преселам и све е топ и не знам тече мед од чешма или ракија од чешма, зависи што сакаш повеќе. Да, и дека нели ќе заработуваш добро, И- се во државата функционира и Што е ништо точно, друго не ти што треба. е точно, да, значи некои од тие работи навистина ќе се остварат. Може ќе отидеш во држава каде што многу повеќе функционираат работите. Може ќе завршиш во држава каде што стандардот е многу висок и ќе си заработуваш прекрасна плата. Но не секогаш тие фактори влијаат целосно на нечија одлука. Не велам на сите, секој си има сопствени барања од животот и сопствени потреби што ќе го задоволат. Но едноставно мене ми фалеше оној социјален аспект, она топлина, да речам, помеѓу луѓето што повеќе во Јужна Европа се сретнува или на Балканот се сретнува, отколку во ете каде што јас бев во Холандија. Така што ето, тоа зборам, повторно мојот еден од најдобрите другари Димитар остана во Холандија и него му е супер таму. Тој не размислува за враќање назад и е комплетно валидна одлука за почитување, бидејќи него таму му е супер. Затоа велам секој поединечно мора да го искуси тоа и дури јас велам појди. Отиди надвор. Немој да останеш овде за секогаш од стартот, зашто немаш искусено што има надвор. Да. Види, научи, И не надгради знаеш се. како е таму и не знаеш ни што ќе ти фали од тука. Јас Точно. почнав многу работи повеќе да ценам, општо од Македонија, од како се преселив. Значи, порано не сум ни ги приметувала, не знам, општо пример, не знам, културата, еве да речеме, ората, тука некои викаат оро за селјаци, меѓутоа гледаш таму дека воопшто нема традиционални Нормално. танци и си баш размислуваш дека тоа е нешто што треба да се цени и не знам, мене ме мотивираше општо да не знам, повеќе се заинтересирам за македонската култура, почнав да читам лектири што сум ги читала во средно и нешто такви работи Старите што си книги. као од кај сега ми текна ова, мислам не очекував дека животот во странство ќе ме натера на такви работи. Луда работа е луда работа е тоа што баш сега тетка ми од Америка е дојдена на кратко и ми кажа една анегдота на начин на кој што јас не сум ја размислил. Они живеат во Америка и вели, знаеш што, културата во Скопје вика е на многу повисоко ниво него тоа што каде што ние сме во Америка, во Мичиген. Се викам како може тоа, нели? Америка, развиена земја, настани се Културата случуваат. во однос на настани, Да, случувања, културни настани слични. случувања, вика, но мораш да сватиш, вика, да, има повеќе, ако збориме за квантитет сега, и да, знаат некако поголеми ликови кои што може нема да дојдат во Македонија се тамо, но вика, тука цело време гледам концерти, цело време гледам представи, цело време гледам филмови дека има и све ти е во град. А тамо, вика, треба да запалиш кола, да возиш 40 минути саат време, да се потепаш да најдеш паркинг, картата е $150. Но оставно, вика, ти треба да го планираш тоа можеби месец-два однапред за да си дозволиш нешто такво, каде што тука вика се околу тебе. И повторно не сум размислил од таа перспектива, откако мислам откако сум назад, а вака некој ќе ти ги отвори очите кој што може надвор искусил и може да направи некоја директна споредба. Дефинитивно. Има да се зборува на темава Баш. до утре. Сега би сакала да преминеме на тема Earth Care и пред да започнам подетално да те прашувам за како настана идејата, сакам да те прашам дали може да се сетиш на одреден момент во твојот живот, доколку имало таков момент, кога ти одлучи да јас сакам да работам нешто поврзано со животната средина или тоа дојде некако спонтано? Види, јас мислам дека имаше неколку моменти такви, да речам, прво е од самите родители, од фамилијата, начинот на кој што те воспитува, дека треба да се грижиш за природата, не треба да фрлаш ѓубре на улица, дека не треба да се обесиш на некој дрво да го скршиш, како што за жал уште гледам така и се нервирам во парк, се дерам по деца, не се пентари на дрвото.
едно е воспитувањето и секогаш, значи родителите играат огромна улога во тоа како ќе те насочат и може и несвесно натаму во животот. Второ е дека јас дел од моето детство го поминав во Америка. 2,5 години ние живеевме во Америка и во образовниот систем во Америка имаше огромен акцент на животната средина и заштита на животната средина. За жал кај нас често, барам тогаш јас кога бев, не знам дали сега е променето, постоеше само ден на дрво. Еден ден во годината каде што се обрнуваше повеќе внимание и тоа повеќе го користевме како изговор да немаме часови, не мора, па ќе бегаме од школа. Што за жал мислам е комплетно промашена шанса за едукација на младите за колку е потребна заштита на животната средина. Така што мислам дека некаков таков склоп на допир со странски образовен систем каде што тоа беше приоритет, воспитувањето мое, донесе на пат да сакам да сум инволвиран во општо може да речем општо корисна работа на општеството, но со акцент на помош на животната средина до степен на се сеќавам со баба ми и дедо ми често кога одевме во парк. Сега како дете, што Луна парк би требало секогаш да идеш, само Горијан така малце беше по шлакнатите, наместо Луна парк, велев сакам да одам во паркот каде што нема ништо за деца. Така го викав. Оној делот нема ништо за деца. Кај што нема ништо за деца. Оној делот од паркот сега како му доаѓа, по правило е новиот дел од паркот, кај што се езерцата, каде што кај што не се играчките луѓе. Точно, каде што има само природа, но мене секогаш повеќе ме радуваше таму како дете да одам, отколку да одам во Луна парк. Така што да, некако се заедно си допринесе до моментот да се повеќе се посветувам на таа тема. Ова прашање ти го поставив бидејќи ми го имаат поставено и мене и баш прв пат кога ми го поставија, онака бев као чекај, да размислам, треба и во мојот случај немаше така еден момент нешто се случило и сега тука ја решавам, ќе го посветам својот живот на заштита Будиш на живот. Будиш една вечер, животот пред мене ми светна пред очите. Треба гледаш големо. Кај мене, пример, татко ми е геолог и он, мислам, јас кога бев мала, работеше доста на терен и планинаре од секогаш шетал, онака место не го држи. Тоа е еден момент, а друг момент е дека татко ми е од село, од едно демирхисарско село и јас уствари не сум родена во селото, во Битола сум родена, меѓутоа првите 2 години сум живеела во селото и со моите до некој, не знам, 13-14 години, кога се уште не сака да не остават со брат ми дома сами, секој викенд одевме во село. Немаше исклучок, знам, онака ми текнува кога почавме се бунтуваме со брат ми, кога нели сакавме да излагаме тука, не да одиме во село. Меѓутоа сега ми е едно од омилените места на светов и мислам дека само за тоа што ме терале моите да поминувам не било ни во природа, во една поприродна средина него што е градот. И потоа и почнав да планинарам со татко ми, така што тука некако само ова се моменти, нели, секако тоа некако се родило. Так. Меѓутоа секогаш мислам дека е склоп на околности, најверојатно и за некои луѓе има онака еден момент нешто може да ќе видат, не знам, ќе отидат негде ќе видат некое животно или како умира од пластика, некоја таква шокантна слика. Сигурно и тоа се случува, меѓутоа мислам дека за повеќето е склоп на процес. Да. Ајде сега да позборуваме за Earth Care. Earth Care, каде ти си еден од коосновачите, заедно со Драган, исто така и CEO, настана на акцелераторската програма TechStars во Берлин. Како всушност дознавте за оваа програма и како се најдовте во Берлин? Погрешка. Искрено погрешка. Пред воопшто текстот да се појави во сликата, ние веќе 2 години асолно работевме на Еркер. Проширивме во Америка, нови можности додававме, работевме со супер дизајнери тука, работевме со супер селс луѓе тука, но едноставно свативме дека имаме проблем и од бизнес аспект не можевме да пораснеме платформата онолку колку што ние посакувавме. Аплициравме на неколку акселераторски програми во странство, во Нордскиот регион, во Западна Европа, Америка, со надеж дека дополнителното знаење од странство ќе може да ни помогне да напредуваме и повеќе.
Но некако тешко одеше. Добивавме писмо по писмо, за жал не сте одбрани, за жал не сте одбрани, за жал не сте одбрани, и јас западнав во еден период на таква депресија околу целата апликација, зашто Чувствуваше дека стагнира. стагнира, не можам да изгледам уште повеќе степенот кај што сакам да одам, сакам тим околу мене да имам, сакам луѓе, не можам само јас и Драган да го работиме. Која беше твојата замисла? Сакаше да се прошири во што повеќе земји или да се вклучат нови работи што до тогаш не постоја? Види, ние не знаевме Постоечна точно што и затоа баравме помош. Не знаевме точно како да го разработиме целото тоа за да има повеќе финансиска смисла. Ние бидејќи Ерекер беше развивано долго време како личен проект, никогаш не размислувавме монетизацијата на апликацијата, за тогаш кога дојде време да сватиме дека ние голем дел функционалностите ги дадовме веќе без пари и беше многу тешко да се монетизира, а без монетизација не можеш да правиш импакт, не можеш да се шириш толку брзо низ земјите, не можеш да вработиш тим и некако стагниравме. И повторно тоа велам, имаш огромен број на корисници, сето тоа е супер, но од бизнес страната беше проблем. Да. Добивме писмо, имейл, оние по автоматизирани имейлчиња, се сеќава на hi first name, we love you. Кралот од Африка бара да му платиш $200. До толку не беше, но добивме имейл од еден дечко Брајан, што вели здраво, Горијан, како беше, hi Goran, I like what you're doing with AirCare-Air Quality app. И сега го гледам тој, знам дека е автоматизирано на мејлот, зашто така е Facebook страната AirCare-Air Quality app, викам, никој не го вика така, ако реално ти пишува мејл, да, рекам. И нека со маусот бев на делит копче. Не е филмска прича ова што го смислам, буквално така седев на делит копчето и викам, добро, дај го дочитам мејлот, се. Нешто ние сме акселераторска програма, Techstars, па те поканам да аплицираш, леле, викам, ќе аплицирам и уште едно одбивање ќе добијам и стварно ќе се издепресирам. Дали имаш слушната за програмата Не. до тогаш? Не. Не. Нема вслушнато и ниту јас, ниту Драган. Едноставно дури на моменти се сомневавме да не некој скем, од кај знаеш што е ова, што ти нудат, па ти вика некаква инвестиција ќе ти даеме, па Да, перлинг ќе доеш, па. обично ти треба сам да покренеш иницијатива за да аплицираш на такво Точно. нешто. Јас немам Точно. слушната онака некој да ти пристапи да ти рече Види, аплицирај. не дека нас не нашли биле као вие сте најспецијалните во светот ви пристапуваме, тие па ја повеќе како масовни мејлови на кои што праќа на многу стартапи за да влезеш во процесот на филтрација. Да. И мислам дека околу 5000 такви мејла имаа пратено, баш ги прашував кога, 5000. 5000. 5000 мејлови кон стартапи за они кои што ги барале да пристапат, плюс стартапи кои што сами се пријавиле на програмата. И тука следеше еден процес на елиминација, на филтрација, на неколку интервјуа, каде што реков, ворет, ајде, ни рекоа, работиме со Ауди. Ауди ни е корпорацијски партнер во програмата. Дали можеш да смислиш како ете Еркер може да помогне тука? И си викам, човек, што ти кажам, Ауди коли, ние чист воздух, некако не... Не иде И стварно некакви таки многу ладни мејлови враќав, бидејќи стварно не бев расположен и знае дека нема да доведе кон ништо. Ја не знам, викам, еве, ние чист воздух, не знам, може во оние електричните коли, па да покажува колку е загаден воздухот надвор, нешто на дешбордот. Стварно викам, не знам. Као... Но инсистира. Добро, ајде на состанок, дај да збориме, дај да видиме. Да. И испадна дека они малце не бутка. За интервју по интервју, што се случи во тек на недела дена, ние влеземе во финалната рунда на селекција, малце во шок со Драган, уште се распрашуваме по луѓе што е Techstars, дали е стварно легит целото ова. И се сеќавам дека ни кажа, морате да смислите B2B план. B2B, B2C се за они што не знаат, B2C е business to consumer, тоест мобилната апликација Еркер беше така наменета, а B2B е business to business, каде што би продавал на бизниси. Смислете B2B план. Јас и Драган бевме тогаш на еден настан на стартап Македонија во Велес, Founders Retreat, и еден викенд каде што повеќе основачи од Македонија собрани, ние имаме дедлайн дека тој викенд мора да смислиме целосно нов бизнис план, да истражиме пазар, да направиме репорт Зашто вие требаше да аплицирате со нова идеја, мислам адаптирана идеја, идеја. не да аплицираме, беше финалниот круг. Моравме да презентираме скрос новата идеја во финалната селекција за 12 стартапи што ќе влезат. И сите други се сеќам во ресторанот беа горе, слушаме, пиеат, јадат, пеат на микрофон, тука се пушта музика, ја и Драган заклучени во соба, identity crisis имаме, чекај што правиме со ова. Но успеавме да смислиме идеја, да аплицираме и следниот ден веќе, или истиот ден на апликацијата се сеќам, ни кажа, примени сте. Тука беше веќе шок, нов за нас и еден нов чептер се отвори, едно ново поглавје во приказната. Дали знаеш колку вкупно апликанти имаше на програмата?
Значи, они пристапиле на околу 5000, колку што јас знам, а од тие една филтраторска рунда била околу 200. Мислам дека 50 беше во втората рунда и на крај 12 се одбираа стартапи кои што ќе влезат финално во програмата во Берлин за таа година, така што ние бевме еден од тие 12 конечно што влезе внатре. Значи, стварно им се допаднала вашата идеја. Види, они кажа многу интересна работа. Сеќам на првиот ден кога отидовме во Берлин, седнавме на првата сесија и главниот што беше таму на програмата Мартин вели колку од вас мислите дека сте тука и покрај вашата идеја. Како вашата идеја не беше главната причина зошто ве одбравме. Како ја искрено кренав рака. Што велам повторно не сваќам, викам да, ја си верувам во идејата и многу си ја сакам Еркер до ден денеска, но да, но сигурно мислиш меѓу 5000 идеи сигурно имал подобри идеи. Да, си велам сега зошто не одбраа нас, дали било стварно ради идејата или не рекоа видете, ние веруваме во тимовите. Не е само идејата. Идејата ќе се смени, стартапсте, идејата ќе ви се смени може 20 пати, да не стане нешто огромно и успешно. Но ако имаш добар тим кој што може да ги проследи тие смени, во тоа ние бараме да инвестираме и во такви луѓе ние сакаме да ги задржиме. И мислам дека јотото тимови во Techstars не беа примени токму поради нивните бомбастични идеи кои што скоро сите ги сменивме за време на програмата, него ради луѓето кои што може да ги остварат и новите идеи понатаму на пазарот. Каков беше процесот додека ве примија? Нели тешко е малце да се одреди, мислам тоа е исто кој на интервју на работа, нели те прашуваат одредени прашања и гледаат дали имаш потенцијал или не, ама не знам ако интервјуираш 100 тимови, какви се тие прашања што ги прашуваат за да оценат дека вие сте стварно тој добар тим во кој веруваат дека ќе опстане? Види, не се луди прашањата, имаше неколку интервјуа прво само со една личност кој што го прави иницијалниот филтр да те опознае кој си, што си. Понатаму мислам дека имавме со тој рекрутерот кој што беше Брајан, инвестмент аналист, така некако беше позицијата, и главниот на програмата, каде што повеќе те распрашуваат каква ти е бизнис идејата, што си направил до сега, зашто во Techstars за да влезеш не можеш да влезеш со бизнис идеја од нула. Барем не во нашата група во Берлин, може другите се различни. Што инаку Techstars е во цел свет, има во Париз, во Берлин, во Минхен, во Милано, во Америка, сегде, значи дисперзирани се такви групи. Кажа дека имаат различни теми. И различни теми, точно. Значи во Берлин тогаш беше мобилност, во Париз беше sustainability, одржливост и така натаму. Во различни градови различни теми се обработуваат. Така што мораше да покажеш и некаква атракција, да покажеш дека нешто си имаш постигнато веќе, дека имаш некакви корисници, некакви клиенти, некаков профит. Дека си издржал со идејата да туркаш колку години во вашиот случај било 7-8 години. Тогаш беше на 5 години, мислам 5-6 години at that point, но тоа е бидејќи тоа е акселератор. За да нешто акселираш, акселерација да се случи, мора да имаш веќе нешто почнато. А инкубатори се оние за ептене рани идеи, или имам само идеја, па не знам, ми треба да оформам, па како што. Да, да тестираш идејата дали воопшто има потенцијал да прерасне во токму така. Таа разлика јас не ја знаев пред Techstars, така што сега ја спознав дека не ја знаев. Ете, дека акселератор е нешто за понапредна фаза кога имаш. Како настана идејата за Earth Care? Програмата траеше 3 месеци, ако не се лажам. Може накратко да ни објасниш што всушност се случуваше, затоа што вака кога ќе слушнеш 3 месеци таму секој ден сте оделе, што сте правеле, нели? Гиневме. Не, буквално програмата е многу интензивна. Страшно интензивна е. И се сеќавам дека јас со Драган решивме дека ние одиме тука и ние сме дојдени за програмата. И ќе исцедиме максимално што можеме и од менторите, и од знаењето, и од сето тоа што треба да се сработи. Ни јас ни он не сме биле претходно во Берлин на подолго време. Не успеавме да го искусиме ни градот, бидејќи не бевме дојдени за тоа. Си рековме самите. Мислам дека во клуб во Берлин отидов можеби 2 или 3 пати се вкупно во тие 3 месеци. Све друго беше и за време на викенд работење. Програмата беше поделена на 3 дела. Првиот дел беше како го вика, тие растураат идејата. Значи на некој начин се растураше комплетно идејата. Збориш со тон ментори, зборевме со 80 ментори.
80 ментори во 2 недели, back to back состаноци по 20 минути, тоа беше хаотично. Се вика Mentor Madness. И стварно е madness. Лудило Дали беше. полуда? Полудев, бидејќи Или си збориш... рече, ако сега не полуда, никогаш нема Види, да полуда. лудница беше зашто збориш со толку многу луѓе, кои што секој има различна перспектива и не на сите ќе им се допадне твојата идеја. И на многу може нема да им се допадне твојата идеја. Можеш да слушаш зошто. И сега тебе лично тоа те погоди, те повредува, но можеш да издржиш целото тоа и да речеш во ред, тука сум за да научам. Овие луѓе не се дојден тука за да ми ја ругаат идејата и да ми е интересно. Сакат нешто да ми покажат. Кренат можам- на повисоко ниво Точно. или да излезе нешто уште подобро. Така да тој прв месец се разградува идејата на, да речеме, поединечни компоненти, во вториот се склапа во нешто ново, кој што има смисла, што е валидирано на пазарот, си зборел со потенцијални клиенти, си дознал дека нешто е стварно проблем на пазарот, а не е проблем што ти си го смислил во глава. И третиот месец беше повеќе околу питчинг делот и како да презентираш пред инвеститори, пред клиенти и да напредуваш во тој сектор. И за нас мислам дека првиот месец ние заглавивме малце во програмата, каде што упорно се убедувавме Еркер да пласираме како B2B алатка за тогаш осигурителни компании. Се размислувавме за животно осигурување или здравствено, да им помогнеме да следат загадување, па да ги информираат нивните клиенти, знаеш, има загадување надвор, стави маска, тргни се, заштити си го здравието и така натаму. Рандом идеи пробувавме, се сеќавам, и не идеше. Не добивавме позитивен фидбек од потенцијални клиенти, едноставно се чувствувавме заглавени. Беше еден петок, попладне, на 6, добиваме Slack порака, каде што главниот на програмата тагира 6 од 12 тима и вели вие не напредувате доволно. Сакам да овој викенд се посветите да размислите на посериозна промена на вашата идеја и во понеделник, тоест вторник, зашто понеделник беше празник, да дојдете со конкретно нова идеја. Нова идеја. Значи имавте колку? 3 дена. 3 дена. А еден од тие 6 тимови бевме ние. И повторно и тоа многу ме погоди. Решивме со Драган тогаш да се синхронизираме, он беше во Македонија тој период, јас во Берлин. Наместо да правиме брейнсторминг заедно, да правиме брейнсторминг одделно. Седнавме одделно, смисливме нови идеи, ги разработивме малку со пазарите, со потенцијални клиенти, зошто тоа е битно, како се разликуваш од конкуренти. Си ги презентиравме еден на друг, се сеќавам во понеделникот, и си ги напаѓавме идеите. Да видиме што држи, што нема поента. И една од тие идеи, кој што беше идеја на Драган, беше EarthCare. Зголемување на сите оние податоци кои што ги имавме во платформата, за да не се фокусираме само на воздух, туку на пожари, поплави, урагани, што те знам, земјотреси. И некако тогаш решивме во ред, сме направиле анализа, сакаме со ова да одиме понапред и се роди идејата за EarthCare. Дали, најверојатно го знаеш одговорот од Драган, дали знаеш, дали има нешто конкретно што го поттикнало на оваа идеја, направил истражување или нешто видел дека фали или било онака како урека, чекај, ствари нема платформа за секаков вид на климатски податоци во светот. Драган е многу аналитичен човек. Он сака да седне, прочита све, да направи детално истражување, детален ресерч, пред да донесе одлука. Јас сум тој што рипа многу и скока и фрла ствари, па видиш како се залепи на зид. Така што сме различни личности, што е супер, бидејќи како коосновачи многу ни помага да се балансираме еден со друг во моменти кога треба едното или другото да преовладе. Мене исто ми се случува со Сара, она е секогаш повозбудена, јас сум као чекај, ајде да преспиеме. Чи ти си Па ќе Драган, а збориме. јас сум Сара. Да. Буквално, ама некогаш е така и е супер што сте таква комбинација, бидејќи многу помага. Да. Знам дека јас дојдов со 3-4 идеи, некој беа комплетно безвезни идеи, као, не знам, валидатор, не, да проверуваме Amazon ревју дали се фейк или не. Као детектор за фейк ревју, нели AI тогаш беше бумото што почетокот на AI беше. Но ова не би било никако поврзано со животна средина. Exactly. И тука беше клучниот момент. Нешто што не научија во Techstars е дека треба не само да имаш оно што го велиме во предприемништвото product market fit, каде што има сопаѓање на продуктот со пазарот, туку треба да има и founder product fit. Зошто ти треба да го развиваш тој продукт? Ако ние почнеме да развиваме детектор за лажни ревјуа на Amazon, А ти си заминал од Booking затоа што биле
Profit oriented. Профит, ама не само профит ориентед, туку општо која е поврзаноста на таа тема. Ниту си експерт во вештачка интелигенција, ниту си експерт во комерцијализација на вебсајтови, па не знам што. Ниту си многу голем фан на Амазон, па Ниту си нешто тука се потепувам ради Амазон. Која е било поентата ние да развиваме таков продукт? А со EarthCare имаше многу добра поента. Се грижиме за животната средина, сме правеле проект кој што е налик на тоа, само што со помали грани, со ограничен капацитет, да речеме, и ова беше следниот логичен чекор во растот на нашиот бизнис и нашиот продукт оферинг. И буквално така дојде, имаше смисла, зашто ја зборевме понатаму и со луѓето во Techstars и рекоа да, комплетно има логика ова што го зборите, ова е следниот чекор што треба вие да го направите. Така што тој ресерч и аналитика Драган што ја направи, всушност придонесе во тој случај многу позитивно кон одредување на соката на нашиот бизнис. Супер. Како изгледа еден твој ден? Ова прашање ми дојде бидејќи во едно твое интервју слушнав, тоа беше пред да постои EarthCare. Ти кажа нешто во стил, мислам дека ја пронајдов мојата работа од соништата за AirCare. Дали сега осеќаш голема разлика или па откри нова работа од соништата што нели сега како не знаеше дека постои претходно, меѓутоа чисто ме интересира дали има голема разлика меѓу она што го правеше со EarthCare во однос на day-to-day задачи или е слично? Така. Скрос е ново. Скрос е ново што носи нови предизвици, нови бенефити, но се уште си го сакам предприемништвото. Тоа што го правевме тогаш бевме само јас и Драган, јас работев од дома, Драган работеше и други работи кои што на време на викенди ми помагаше мене тука околу апликацијата, па ќе седневме во Нетавил, ќе седневме во не знам во некој кафич, во некој бар да работиме, така да беше многу адхок, многу онака scrappy. Кога се посветивме и двајцата full time после Берлин на EarthCare, кога решивме ова го правиме сериозно, имаше и малце сериозен пристап кон нештото. Да најдеме некоја просторија кај што ќе работиме заедно, да почнеме да составуваме тим, да не бидеме само јас и он, да почнеме сериозни разговори со клиенти и сериозно планирање за иднината, што си доведе до нови предизвици, нови потешкоти. Нема тука да представам дека предприемништвото е свето нешто кое што е прелесно и преинтересно и сега на ибица ќе се сликам. Тоа ми беше едно од следните прашања, ама излезе да. Не е така и тоа е реално, тоа многу се нервирам кога ќе видам. Знаеш, на моменти LinkedIn ме вади од такт. Сите сме стрекни на LinkedIn. Леле, успех, леле, congratulations, леле, celebrate. Да. That's great. Секој пост почнува со it's a pleasure, I'm it's my excited. honor. Мислам, и јас сум ги правил така, после да не се лажеме. Не, сите сме ги правеле, дефинитивно. Ама реалноста е дека не е све така зелено и Никој интересно. нема да напише денес се разбудив со анксиозност. Точно. Предприемништвото носи анксиозност, носи тешки моменти, тешки одлуки, многу жртва, слободното време. Јас и Драган многу сериозно го имаме жртвувано. Посебно Драган кој што и фамилија има со него. А и јас сега имам полабаво може, немам фамилија, па да речеш имаш повеќе време. И тука е тешкиот момент да можеш да сватиш дека со предприемништвото се доаѓа одреден степен на жртва, дури не се разработи за да може понатаму да биде self-sustainable. И ќе носи моменти на депресија, ќе носи моменти на анксиозност, ќе носи тешки моменти, одлуки кои што секој предприемач ги има искусено, но ретко сакаме да збориме за нив зашто не се интересни, не се она кетчи, ама тоа е реалноста. И не смееме да се лажеме сите дека све е зелено. Да, има прекрасни моменти, јас сум се уште пресреќен што го работам ова и не би замислил да работам нешто друго, но мора да бидеме реални дека и ќе има моменти каде што бара преку цело ноќ работење, ќе бара тешки одлуки, носење, ќе бара промена на насоката и промена на плановите кои што може иницијално сме ги имале. И затоа е битно да сме искрени со себе и некогаш кога имаме потреба за помош, да побараме помошта и да не се преправаме дека сме најсилните супермени или супержени кои што може да постигнат нешто сами без ничија друга помош. Кој ти помага тебе во справување со сите овие потешкоти? Претпоставувам не е една личност или едно нешто? Сите ми помагаат, значи од партнерката до пријателите, до фамилијата, до психологот. Буквално како предприемач си опкружен со луѓе кои што се тука за тебе,
се обкружен со луѓе кои што се посветени и мора да ти помогнат на некој начин, бидејќи е тешка патеката која што ја водиме. И мене ми е многу драго дека имам многу поддршка од луѓето околу мене, за да може да стигнеме онамо каде што сме и да одиме патот каде што го имаме зацртано и све подалеку. И битно е да ги имаме овие луѓе околу нас блиски, битно е и ете. Битно е да се побара помош, затоа што нели има различни типови на личности и Секако. некогаш ти мислиш дека некој ја гледа твојата тегоба и дека ќе ти пристапи и ќе ти рече еј гледам многу ти е тешко, дај да ти помогнам. Така. Мора да се побара таа помош. Мораме да бидеме искрени со себе дека затоа сме и вака социјален народ тука и затоа може една од причините што избегав од Холандија. Јас тамо не можев на моите холандски пријатели да се ослонам за некои тешки муабети. Сега што се сведуваше на моите македонски пријатели што беа тамо. Едноставно немаме таа топлина надвор што имаме тука. И е добро да искористиме. Тука се нашите пријатели за да не бидат сапорт систем и во тешки и во добри моменти, да слават со нас и да жалат со нас, но мора заедно со сите нив да го градиме. Така што велам, јас може стартапот сме јас и Драган кои основачи на хартија, но сите луѓе околу нас кои што ни помогнале да дојдеме до тамо каде што сме и ќе ни помагаат да растеме уште повеќе, се дел од основачите заедно со нас. Делот тим, невидливиот тим. Точно, сапорт тимот. Сега ми текна уште едно прашање. Дали мислиш дека има разлика, односно дали им е потешко на предприемачи што работат на решенија поврзани со заштита на животна средина и климатски промени, затоа што мене што ми се случува, нели, си го правиме тоа што го правиме со Yes for Less и гледаш некој пост на социјални медиуми, не знам, некоја као gas and oil company што направила таму, зголемила нели проекти за копање на уште нафта и си као ова што го правам, нели дали има некакво влијание во однос на сите тие големи проблеми што се случуваат и не знам дали предприемачи од други сфери имаат такви случувања што може да ги демотивираат, за разлика секако дека има, нели не знам, ако светска економија се движи, се менува, да има проблеми, ама мислам дека конкретно нели за заштита на животна средина дури има и цела наука што се вика eco-anxiety, climate anxiety. И знам, сега во Париз бев кај Сара, имаше една како просторија кај што делуваат повеќе организации во оваа област и баш има со психолог како предавање за како да се справиш со анксиозност поврзана со сите климатски проблеми. Секако дека си носи своји потешкоти. Оваа сфера е, речем, сфера која што тек сега заживува во светот кај инвеститорите, тек сега се разбираме колку фандинг треба да се пружи кон вакви стартапи кои што може нема иницијално да речеме да носат огромни профити како што би носил некој стартап кој што е во маркетинг или во бизнис сферата, веќе стабилирани сцени, но дека нашата планета има и како потреба од вакви стартапи, од вакви производи, од вакви тимови кои што се идеи, кои што се грижат за опстанок на нашата планета. И се сложувам дека анксиозноста околу животната средина преовладува и мора тоа да канализираме некако да ни дава ветер во грб, да не бутка напред, да велиме во ред, се уште имаме и голема свест и се зголемува свеста за не одржливиот начин на кој што се раководиме ние со нашата планета и дека мораме многу посериозни чекори да направиме веднаш, денес, вчера, тоест, наместо да се надеваме на некои си сме заделе климатски цели. Не знам кој ќе среди. Да, мислам државите, мислам сегде во светот потврлија катастрофално и се покажа дека едноставно не може и не се способни да го стават фокусот на заштита на животната средина. Можеби некоја се издвоила од нордските земји или што те знам, но реалноста на ситуацијата е дека и оние цели кои што се поставија во Париз за колку не сме да се накачи за глобалното затоплување над 1,5 степени, ги утињаме година по година. Мораме многу сериозно да се посветиме доколку сакаме да имаме убав и пристоен живот не само за нашата генерација, за следните неколку генерации, да не живеат во свет кој што има многу повеќе урагани, пожари, поплави, нестабилно време,
светот ни враќа. И мораме да научиме дека треба да живееме во кохезија со светот, а не да идеме против него. Дефинитивно. Дали можеш ми кажеш малку повеќе за влијанието што сакате да го постигнете со EarthCare, нели кажа накратко за што е Така. идејата, меѓутоа како тоа изгледа во пракса, еве не знам моментално дали имате некој клиент, меѓутоа што Така. клиентот може да постигне со користење на EarthCare како платформа. Нашата идеја е да им дозволиме на сите, од бизнис корисници до истражувачи, до државни агенции, да користат јасно разбирливи, чисти и анализирани податоци за животната средина и невремињата во светот. Во моментов податоците се толку расфрлени на секаде. Имаме податоци од сателити, имаме податоци од државни агенции, од радари, од IoT devices кои што се на земја, секој во собствен формат, и е многу тешко некој бизнис да рече во ред сакам да ги користам овие податоци за подобрување на моите услуги, за зеленување на мојата работа, за постигнување на неутралност на јаглерот и така натаму. Едноставно немаат начини како да го следат тоа и тука се доведува на ќе измерам рандом. Имаат податоци, односно треба да имаат од самата држава, меѓутоа тие се распространети на различни платформи од различни институции. Не, и самата или воопшто држава. не ни имаат. Не, ни самата држава. Мислам, кај нас еве и за животна средина, за воздухот ни имаме едни 20 мерни станици кои што едва и може еден град да покријат, камоли држава, така што не секогаш и државите имаат доволно податоци, па тука е поентата ние да ги склопиме од многу повеќе извори, вклучително и сателити кои што орбитираат околу земјата, и радарски системи кои што покриваат некои континенти, и државни, но и волонтерски податоци во една платформа, за да добиеме и покривање, но и грануларност на овие податоци. Да можеш ти да зумираш и да речеш во ред во Скопје, во Карпош 4, како изгледало, не знам, топлотните бранови во лето. Да видам точно овде каков бил фокусот, или како изгледале поплавите, да може да детектираш можности за, знаеш, гледаме како дека се создава некоја можност за поплава, алерт, пушти алерт, дали тоа ќе биде кон одреден бизнес кон нивните корисници, дали тоа би било државата кон граѓаните, дали тоа би било општо на некој друг начин, носење на позитивни и одржливи одлуки со користење на податоци. И тоа е целта која што ние се обидуваме да постигнеме, да ги отвориме овие податоци, да ги направиме многу достапни во еден формат. Наместо замисли ти на маса имаш 500 екселице, диња, слики, шо те знам, и ти треба да донесеш одлука. Како? Како ќе ги споредиш прво? Целиот наш систем го прави тоа, за да ти даде тебе еден документ, ти да го отвориш сега, симплифицирам еден документ, но пристап до податоци, каде што ќе речеш во ред, еве анализата, еве како изгледаат можностите за пожари, за поплави, за земјотреси, за невремиња, еве кои се критични региони каде што се повторувало ова во текот на последните 20 години, може тука треба да пристапам кон спречување на ерозија на земјиште, може тука треба да посадам повеќе дрва, може тука треба да не формирам мој бизнис, нова фабрика, да не отворам тоа зашто ќе ми се поплави за 2 години, туку да направам некое друго место. Така што е носење на квалитетни и бизнис одлуки, но и одлуки кои што ќе ја заштитат животната средина, бидејќи секоја добра одлука почнува со добар податок. Да. Мене ми звучи ова прекомплексно. Онака имам многу прашања, мислам дека може уште еден сат да збориме за нели како од каде ги земате овие податоци, како ги структурирате па во еден формат, меѓутоа тоа за некоја наредна епизода, да имаме материјал. Сега сакам да те прашам нешто во однос на мојот, односно нашиот домен, со она што го правиме со Yes for Less. Ти имаш можност да влијаеш на огромен начин преку EarthCare, нели во носење на битни одлуки за климатските промени, и сега кога имаш можност да работиш на нешто толку големо и со огромен потенцијал, како гледаш на секојдневните еколошки навики? Дали ти изгледаат бесполезно и беззначајно? Затоа што, нели, сега ти таму, не знам, правиш чуда, што се вика, и тука на кеса ќе се мислиш дали да ја фрлиш, дали да рециклираш. Дали ти се промени перцепцијата од како почна со EarthCare? Controversial opinion. Да. Се прифаќа, така што сакам искрено мислење. Искрено мислење. Импактот што го правиме ние секојдневно,
со користење на велосипед, со рециклирање, со подобро загревање на домовите е битен. И мораме да продолжиме кон тој пат. Не смееме да речеме во ред една кеса нема да ми смени ништо во животот сега мене. Во исто време, импактот според мене најголем мора да биде и топ-даун. Топ-даун се мисли на носење на конкретни закони, кои што ќе оневозможат огромни корпорации да прават катастрофално загадување на планетата, додека се охрабруваат поединците и иди сега рециклирај го шишето. Зошто шишето воопшто постои? Да. Зошто е таму in the first place? Значи, според мене, ние како граѓани мора да продолжиме да ја креираме свеста и да ги подобруваме нашите навики, кои што понатаму прават притисок врз оние кои што ги носат законите, да донесат закони што сериозно ќе направат огромни чекори. Не мора да се чекори кои што можеби бизнис светот ќе ги сака. Не мора и нема да ги сака нормално, зашто една страна е профит, од друга страна е заштита на животната средина и често не идат тие едно со друго во баланс. Но светот веќе ни вели, знаете дечки, немате многу време. Немате многу време и светот може ќе продолжи и без вас, но вие нема да опстанете долго на планетава ако продолжите со вашиве стари навики и она надеж дека некој друг ќе го реши проблемот или дека ќе се подобри или дека ќе научниците ќе смислат како да го извадиме јаглеродот од атмосферата. Не е тој правилниот начин на кохезија. Така што да, личните навики мора да ги продолжиме да ги правиме, но во исто време да притискаме и да се сменат големите играчи во индустријата, кои што сами по себе скоро никогаш нема да сака да се сменат, бидејќи тоа ќе значи сериозен удар по нивниот профит. А не смееме профитот да го ставиме пред заштитата на животната средина и на нашата планета. Да. Знам дека тоа што е битно да се спомне е дека иако на почеток или вака од страна може еколошките навики да изгледат беззначајни, ако доволно навлезеш во темата, прво почнува од нешто едноставно, нели, како нема да користам кеса, меѓутоа, како што кажа, после почнуваш да се прашуваш дали воопшто треба да постои ова, зошто постои, почнуваш да го прашуваш целиот систем, нели, моментално капиталистички и завршуваш, не знам, сега јас читам книги за антикапитализам и гледам, нели, со самото мое постоење да биде бунтовност спрема овој систем, значи сум размислувала, тоа се уште размислувала нака во село, да идам да живеам, да не бидам роб на капитализмот, меѓутоа мислам дека тоа не се јавува така од нигде. Морам прво да почнеш со помали чекори, па... Морам да не се согласам со тоа. Не би ти рекол дека твојата бунтовност треба да изразиш по тоа што ќе одиш во село. Ти си екосвесен човек, имаш многу истражувано на темата, знаеш кои се реалните промени што треба да се случат. Оди на место каде што можеш да ги направиш тие промени. Да. Искачи се по скалилата до оние позиции каде што се носат одлуки да можеш да ги направиш. Замисли да си ти следниот CEO на Coca-Cola во светот, кој што знаеме дека произведе огромен број на пластика. Да. Со твоето знаење ти ќе можеш да ги промениш навиките на таа фирма. И тоа затоа е според мене важна ова едукација и да се бориме да доаѓаме на позиции каде што ќе може реален импакт да правиме. Ние знаеме сега што е потребно, но не смееме да застанеме на ќе рециклирам кеса и шише, туку ќе дојдам на позиција каде што ќе направам сериозен импакт за ова воопшто да не постои како проблем. И затоа и на тебе и на сите оние кои што се гледачи, кои што сакаат да направат импакт, луѓе, бунтувајте се на позиции каде што ќе направите сериозна промена. Станувате шефови, станувате стартапи, не знам, идете, станувате министри, што ве знам. Ама имаш на позиција каде што ќе направите сериозен импакт кон севкупниот проблем. Фала на советот. Уште една тема. Иди за време на викенд во село, не, ама уште остани тука. Времето веќе ни е кратко, така што имам едно последно прашање, освен што си CEO на EarthCare, исто така си советник во град Скопје и активист за еко и други теми. Па би те прашала од каде ја црпиш мотивацијата да продолжиш напред и општо инспирацијата, бидејќи нели мислам дека мене од странство ми е многу полесно да делувам затоа што таму нели не се замарам со некои дневни проблеми што ги има тука во Македонија, меѓутоа кога си тука мислам дека нели на секој пат наидуваш на некоја пречка и тоа може многу да те демотивира.
што прави Горијан во слободно време да се справи со ова и да продолжи напред. Горија нема слободно време. Но во види, мене целта идејата со активизмот и со работата во Советот на град Скопје како една независните советници таму е да покажам дека ние како граѓани можеме и мораме да имаме улога во носењето на одлуки на локално, градско и национално ниво. Не може ние цело време да се препуштаме дека некој друг ќе ги носи правилните одлуки за нас. Туку, бидејќи тие одлуки не засегаат нас и нашиот секојдневен живот, ние мора активно да сме вклучени преку еден концепт на директна демократија во работењето на секоја институција. И со ова наше движење, не само нашето кој што сум јас дел од Зелен хуман град, туку и сите други кои што се појавија овој период, покажуваме и креираме една патека каде што може други да идат после нас и други да се инволвираат и да сватиш дека ако ти не си задоволна со некоја ситуација или одлука можеби на твојата општина, ќе знаеш како да пристапиш кон решавањето на тој проблем, ќе знаеш каде да се обратиш, кои се постапките, како да се вклучиш во носењето на наследните одлуки, за да ги натераме сите наши граѓани да се инволвираат. И за мене тоа ми дава среќа и радост кога ќе видам барем 1, 2, 3 дека почнале да размислуваат на друг начин, да не велат тоа е. За нигде сме, не знам што. Не смееме да дозволиме апатијата да преовладува кај нас. Туку мора да продолжиме да сме бунтовни, но конструктивно бунтовни. Не на социјални мрежи само, каде што знаеме лајкчиња, коментарчиња да пуштаме. Луѓе, не е тоа реалниот активизам. Реалниот активизам кога си на улица, реалниот активизам кога се вклучуваш во носењето на промени, и тоа е нешто кое што јас би сакал да го мотивирам кај сите оние да не застанеме само на следниот коментар или следниот attending евент, туку навистина да се вклучиме во секојдневниот живот и носењето на одлуките кои што не засегаат нас и нашите идни генерации. Да, и мислам дека баш тоа што спомна и мене ме мотивира покрај други работи, дека кога ќе видиш дека си успеал нешто да смениш или некој барем да го направиш да се запраша или дете да дојде на протест или било што, некако ти се враќа таа мотивација дека чекај, можеби уште еден, уште двајца, уште 100 души можам да повлечам во ова. Мораме заедно да се бориме. Горијан, фала ти многу, што денес беше мој гостин. Се надам дека ќе имаме друга прилика повторно да зборуваме. Се што спомнавме, мислам дека може да се зборува барем уште по една епизода. Меѓутоа, за почеток, фала ти за се што сподели. Се надам дека гледачите ќе се мотивираат да преземат нешто во својот секојдневен живот и да ја направат оваа земја поубаво место за живење. Тоа би било и моја желба кон гледачите и благодарност до тебе зашто организираш оваа платформа. Зашто гледаш како ти си го пронашла твојот начин да правиш импакт во наша мала Македонија, и ова е чист пример како треба да се делува во зоната во која што нас не бива. Така што ти благодарам што сум дел од ова. Фала ти.